civilmedia.mk. Добре дојдовте. Ова се Кратки нозе. Заедно со вас разоткриваме нова серија дезинформации со цврсти факти и аргументи. Ова епизода ја посветуваме на дезинформации и теории на заговор за COVID-19 и вакцините. Донесуваме интересни примери од протестот против вакцинацијата и мерките одржан на 20 ноември во Скопје. Ке ви донесеме и дезинформации за протестот во Виена и пример на адвокат од Грција кој што е уапсен за ширење дезинформации за вирусот и пандемијата. Тргнуваме веднаш. Како што засилува новиот бран на пандемијата и се заоструваат мерките за справување со коронавирусот, така се засилуваат и дезинформациите за COVID-19 и вакцините, честопати зачинети со неверојатни теории на заговор. Протестот на противниците на вакцините и мерките на 20 ноември во Скопје пред собранието изобилуваше со вакви содржини. Од видеото од протестот на Слободен печат со наслов "Блуд, сатанизација, чипови, роботи, хаос", еве во кои заговори веруваат македонските антиваксери, издвојуваме една теорија на конспирација и две флагрантни дезинформации. Говорничка на протестот, без да наведе никакви докази, зборува за некаков план на сеопшто уништување. Нивниот план е до 2030 година се да уништат, а највише им сметаат македонците, продолжувајќи да реди дезинформации зошто токму македонците биле мета на планот за уништување. Нивниот план е до 2030 све да уништат, а највише им смета македонците. Знаете зошто? Зашто сме бренд во светот, зашто и писмо им даривме, и религија им дадовме, и многу други работи. И во Обединетите нации и Уставот македонец го пишуваше. Друга говорничка пак вели дека информира, а всушност изнесува груби дезинформации, вклучително и тоа дека многу луѓе се разболеле од самите тестови. Да продолжиме да информираме други, мислам дека многу луѓе веќе почнуваат да сваќаат што е финтата, дека тие работи што ги бризгуваат во крвта не се за нивно здравје, многу луѓе испоумреа од нив. Многу луѓе се испоразболеа од самите тестови. Дел од медиумските содржини сатиризираа со насловите и ги квалификува изнесените ставови како дезинформации и фантастични приказни. Освен прилогот со наслов "Блуд, сатанизација, чипови, роботи, хаос", еве во кои заговори веруваат македонските антиваксери, Слободен печат на 20 ноември ја објави и содржината видео "Не за вакцини, да за теории на заговор. Чавки вртат над собрание, ке станеме роботи". Но на дел од медиумите, дезинформациите од протестите им легнаа одлично за ловење на публиката со сензационалистички наслови, без соодветно оградување или посочување дека искажаното не е подкрепено со факти. Таков е примерот со порталот Скопје 1, кој објави наслов "Антиваксерка до пратениците, дали имате психијатри, во мозок треба да се вакцинирате". Фокус пак објави наслов "Протест против вакцинација. Бил Гейтс сака да изврши депопулација на планетата". Порталот Локално објави од денешниот протест пред собранието сакаат да ја уништат старата цивилизација за да го воспостават новиот поредок. Само преку насловите може да се воочи разлика во пристапот кон дезинформациите од протестот кај овие медиуми. Дел од нив ја разбрале нивната одговорност за проверка на информациите или ставовите што ги пренесуваат до публиката, но дел од нив очигледно не. Ваквите дезинформации и теории на заговори предизвикуваат реална штета по јавното здравје. Токму затоа одговорните медиуми и новинари треба постојано да вршат проверка на факти за да превенираат штета при објавување на дезинформации и теории на заговори во врска со пандемијата. Ден по протестот против вакцинацијата и ковид мерките во Виена на 20 ноември, на социјалните мрежи и по портали во повеќе европски земји беше објавена и споделувана фотографија за која се тврдеше дека е од протестот.
Оваа фотографија на 21 ноември осамна и на Facebook страницата на порталот на албански јазик monitor.mk и за само 2 часа предизвика над 1900 реакции и над 100 споделувања. Но по повеќе укажувања во коментарите од публиката дека фотографијата не е од протестот од Виена, содржината беше избришана од Facebook страницата на Monitor.mk. Всушност не се работи за протест во Виена во 2021 година, туку за антивладин собир во Москва пред 30 години во март 1991 година. Оригиналната фотографија на која се гледа плоштадот Манеж е снимена од Доминик Молард, фотограф на Associated Press. Овој протест во 1991 година собра околу 500.000 луѓе кои повика на оставка на советскиот председател Горбачов. До крајот на годината Советскиот сојуз беше распуштен. Пишува Reuters во содржината со наслов "Проверка на факти". Фотографијата покажува илјадници луѓе на протест во Москва 1991, а не Виена во 2021. Но ова не е прв пат оваа фотографија да биде искористена на ваков начин. Истата фотографија од Москва 1991 послужи за дезинформирање за протестите во Париз на 31 јули годинава. И тие дезинформации беа разобличени од белгиски факт-чекери од knack.b, кои направиле ретроактивно пребарување преку TINAI, Google Images и Yandex. Од резултатите на Google заклучиле дека фотографијата почнала да кружи на Twitter на 31 јули, но дека претходно може да се најде и во напис на француската веб страница AgoraVox, објавен на 26 јули, неколку дена пред протестот. AgoraVox започна како веб страница за граѓанско новинарство, но според францускиот неделник L'Obs, во последниве години станала платформа за теории на заговор, велат белгиските проверувачи на факти. Навистина широка е палетата на дезинформации за пандемијата, од неверојатни вести за прскање со вакцини од небото, чипови, па се до вакви манипулации со фотографии, кои делуваат безопасно, но се намерно смислени и имаат цел да ја убедат публиката дека противниците на вакцините се многу и се во право. Едно е сигурно, содржините кои се однесуваат на пандемијата, вакцините и мерките се претворени во поле на вистинска битка на табори. Бидејќи медиумите и јавноста се поларизирани и под влијание на разни политички и економски интереси, публиката треба да го зголеми многукратно вниманието. Добро да проверува пред да поверува. Ширењето дезинформации за COVID во некои земји може да ви донесе вистинска неволја. Грчкиот Екатимерини објави дека адвокат бил уапсен заради ширење на погрешни информации за COVID. На 22 ноември Екатимерини извести дека адвокат е обвинет за ширење на лажни вести за COVID-19. Адвокатот бил обвинет според нов грчки закон усвоен на 12 ноември, затоа што тврдел дека нема коронавирус, дека немало добри разлози за интубирање на пациентите и дека вакцините против COVID-19 се опасни. Ке го следиме овој случај и во наредните епизоди на Кратки нозе ќе ве информираме за постоечките закони за борба против лажни вести и во Грција, но и во други земји. За жал, кај нас дури и кога го загрозуваат јавното здравје и може да се толкуваат како кривични дела, ваквите дезинформации поминуваат неказнето. Веројатно тоа е една од работите што треба да се промени доколку сакаме поефикасна борба против дезинформациите. Толку за ова издание на Кратки нозе. Се гледаме наскоро во нова заедничка потрага по вистината. Останете со Цивил Медија.